Председателе на владата на Република Македонија, господине Љупчо Георгиевски, господа министри во владата на Република Македонија, екселенции и други представници од дипломатскиот кор во Република Македонија, почитувани гости, професори од универзитетите во Белград, Сојузна Република Југославија, во Шумен, Република Бугарија и од нашите во Битола и во Скопје. Господа представници на меѓународни и домашни хуманитарни организации. Драги родители, почитувани гости и посетители, дами и господа, добро вечер. Од името на голем број славеници, ученици, наставници, технички персонал, професори и многобројни хуманитарни активисти, ја изразувам најтоплата благодарност за присуството на свеченото одбележување на златниот јубилеј, 50 години заштита, образование и рехабилитација на хендикепираните лица во Република Македонија, под високото председателство на председателот на владата на Република Македонија, господин Љупчо Георгиевски. Го замолувам председателот на почесниот одбор за одбележување на прославата, министерот за труд и социјална политика и подпредседател на владата на Република Македонија, господин Бедредин Ибраими, да ја упати својата поздравна реч. Повелете. Почитуван премиере, дами и господа, екселенции, драги гости.
Дозволите ми во име на покровителот и во моје име на овој прв 50 годишен јубилеј, во скромното одбележување на грижата, а пред се реабилитацијата, воспитанието и образованието на лицата со прешки во развојот, да ве поздравам и го изгразам моето големо задоволство за вашето масовно присуство, како израз на еден возвишен човечки однос, како култ спрема овие лица, како традиција и како јасно детерминирана определба во членот 35 од Уставот на Република Македонија за нивната заштита и права. За жал, и на денешниот степен на развојот на цивилизацијата не е објаснета до крај мистеријата на широкиот регистар на причини кои условуваат кај 10% од населението разновидна хендикепираност, а околу 30% од населението во светот е преокупирано и живее со нивните проблеми во семејното и поширокото роднинско, пријателско и општествено окружување. При тоа, во ентитетот на човечкиот обстанок, неговото биогенетско потекло и разновидното социјално миле во кое обстојува, за науката се уште постои и ќе постои енигмата за елиминирање на раѓањето, односно настанувањето на физичките и психичките оштетувања кај луѓето, било да се тоа наследни, вродени или подосна стекнати. Особено сега, кога се зачестени пробите со нуклеарно оружје и хавариите на нуклеарните постројки, како и секојдневните масовни сообраќајки и природни катастрофи, покрај постојаните воени жаришта. Независно од светот на неговата мудрост, човекот и човештвото ќе останат во вечна и безкомпромисна борба со огромен број агенции на својата судбина. Вистината не може да се скрие. И кај нас, во бурниве процеси на општествено-економската транзиција, проблемите на инвалидните лица и лицата со прешки во развојот